Во присуство на голем број гости и љубители на драмската уметност, синоќа во Центарот за култура Бели Мугри беше отворен 55-тиот драмски аматерски фестивал на Македонија. На отворањето му претходеше драматизација според народни кажувања со наслов "Бегај ѓаволе, жена ми доаѓа" во режија на Бојан Подгоршек, а во изведба на културното друштво Шатор Шторија од Словенија. Свеченото отворање на фестивалот се одржа на сцената на Центарот за култура Бели Мугри, а присутните ги поздрави драматургот Дарко Спасов, кој што е и председател на годинешното издание на ДАФ. На овој фестивал 55 пат, а мој прв пат, доаѓаат 16 представи. Тоа не се случува туку така. Тоа се случува 55 пат. И доаѓаат обачени 250 гости, тоа се 250 туристи, 250 луѓе од другите градови кои што ќе се сетат дека ние прв пат во Кочани јадевме конци, пиевме пиво, гледавме представи, првиот пакнеш го имавме, преубаво е во Кочани. А знаете дека секој што почнал во театарот, почнал во Кочани, не постои човек, не постои во врвот на театарската уметност, дали е тоа глумец, режисер, дали ги набројува, што животот го почнае како врвни уметници во Кочани, како деца. Фестивалот за отворен го прогласи градоначалникот на Кочани Николчо Илиев, кој ги поздрави присутните. Кочани веќе пета деценија има посебно место и улога во организацијата на најзначајната аматерска театарска манифестација во државата. Фестивалот му дава уметнички белег на Кочани, го демисионира како центар на драмскиот аматеризам и представува значаен дел од глобалниот мозаик на македонскиот театар. Градот на Оризот ја презеде организацијата на на тогашните драмски смотри во 1977 година, а со текот на времето фестивалот се преформира и широко ги отвори вратите на организирани и културен развој на аматерската, а подосна и на альтернативната сцена кај нас. Така во 1992 година смотрите станаат фар, а 18-та година поред е под името Драмски аматерски фестивал на Македонија Кочани. Годинарно на наше големо задоволство да доаѓа со голем бран освежување. Многу од придружните настани кои му дава живот се поставени на отворено поблиску до публиката. Доаѓа звучни имиња да промовираат дела. Се организираат настани за креативни индустрии, а компементарните активности ќе бидат постојано присутни. Очекуваме деновите што следуваат да бидат културен празник за Кочани, за кој многумина ќе најдат мотив да бидат дел од нив. Веднаш по отворањето на фестивалот беше одиграна представата "Многу врева за ништо" на Вилијам Шекспир во режија на Слободанка Чичевска, а во изведба на гимназијата Кочо Рацин од Велес. По неа драмското студио при Центарот за култура Бели Мугри ја одигра представата "Пеликан" од Аугуст Стринберг во режија на Перо Даниловски. На вториот ден од фестивалот напладне беше одиграна народната приказна "Токмаците и Билбилот" во режија на Мартин Милчевски во изведба на Основното училиште Ванчо Пракео Делчево. Според програмата, вечерва на сцената на Центарот за култура Бели Мугри, прикажување на представата "Покондирена тиква" во режија на Уна Николовска во изведба на актерите од училиштето Раде Јовчевски Корчагин од Скопје. И во 22:15 игра представата "Ана е чекала" во режија на Тијана Петровиќ во изведба на актерите од Домот на културата Радивој Увалик Бата од Прокупле, Република Србија. Понатаму до крајот на неделата ќе следуваат уште театарски куклени представи, како и други придружни активности и настани како дел од фестивалот.